Почнуваме со вестите. Социјалдемократот Зоран Заев конечно го доби мандатот за формирање на нова влада. На 2 дена пред истекот на уставниот рок, председателот Иванов одлучи да му го додели мандатот за формирање на новата влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој најави дека ќе се обиде брзо да го формира кабинетот. Заев најави нов почеток за Македонија, откако по повеќе месечни натегања и блокади, председателот на државата Ѓорѓе Иванов конечно му го додели мандатот за формирање нова влада. Церемонијата на доделувањето на мандатот, која беше пренесувана од бројни медиуми, мина во студена атмосфера и со кусо ракување меѓу председателот на државата и идниот премиер. Заев прочита дел од гаранциите кои му ги дал на Иванов, а потоа пред новинарите одговараше и на новинарски прашања. За денешното доделување на мандатот на Заев и дали ова значи конечен излез од политичката криза, денеска амбасадорот на Италија кој беше во посета на Штипскиот универзитет истакна дека искрено се надева дека кризата ќе се надмине. Allora, è quello che ci aspettiamo tutti, che la crisi, la lunga crisi politica possa finire prima possibile. Искрено се надеваме дека ова долга политичка криза ќе заврши, пред се надеваме на тоа заради граѓаните, затоа што го заслужуваат тоа. Туку што дознавме дека председателот на Република Македонија го доделил мандатот на Зоран Заев и се надеваме дека новата влада ќе работи во насока на подобрување на политичката ситуација, на воведување на реформи кои што ќе доведат до политичка интеграција на Македонија кон Европската унија. Продолжуваме со убавата вест за земјоделците. Конечно може да почне исплатата на субвенциите. Денеска одлучи Уставниот суд, се чека на објавување на одлуката во Службен вестник. Земјоделците ќе си ги добијат долго очекуваните субвенции. Денеска Уставниот суд донесе одлука дека може да се исплаќаат, оспорувајќи ги одредбите кои ја стопираа исплатата. Земјоделците реагираат дека треба да ги добијат субвенциите, бара исплатата да продолжи, за да може да ги посеат нивите и покријат трошоците на производство. Во интерес на нас, земјоделците, тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ни ги покриват, како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и мислам голема помош е ова мерка на владата. Во Штипско-Карбинскиот регион државна помош за земјоделско производство добиваат околу 4000 земјоделци. Исплатата на субвенциите требаше да започне на 15 мај, но се чекаше на одлуката на Уставен суд. Најпрво ќе се исплатат субвенциите за житариците, за полјоделството и градинарското производство, на крај и субвенциите во сточарството. Не е битно дали ќе закаснат 5 или 10 дена, најбитно е да земјоделците ги добијат, иако со закаснување, ги добијат своите средства, затоа што ова, по наше мислење, е една од најлошите години во земјоделството. За 8 години на земјоделците во Штипско се исплатени 25 милиони евра субвенции. Минатата недела по иницијативата што е покрена земјоделското здружение Агротик Вешија, Уставен суд донесе времена мерка дека може да се исплаќаат субвенциите. И покрај ова, Министерството за финансии немаше законско право за исплата до донесување на одлуката за исплата на субвенциите. Италијанскиот амбасадор при денешната посета на Штипскиот универзитет истакна дека во иднина ќе поддржат неколку проекти, а исто така ќе се заложат и повторно филолошкиот факултет да добие согласност за запишување на студентите во прва година во групата Италијански јазик и книжевност. Постои голем интерес за изучување на италијанскиот јазик од страна на студентите, но минатата академска година Филолошкиот факултет од Министерството за образование не доби согласност за запишување на студенти на катедрата за италијански јазик. Токму на оваа тема и за идните проекти денеска се информираше амбасадорот на Италија, Карло Ромео, кој беше во посета на Филолошкиот факултет. Минатата година не добивме согласност од Министерството да запишуваме нови студенти на групата Италијански јазик и книжевност, но се надеваме дека оваа година, покрај нашите разговори со Министерството за образование и разговорите од страна на нашиот ректор, со истото министерство дека ќе ни се дозволи запишување на студенти, нови студенти на оваа катедра. L'università, in particolare nella Philology. Италијанскиот јазик веќе се изучува на Филолошкиот факултет,
Сега во моментот може би се соочуваме со пречки, меѓутоа амбасадата е расположена да помогне во диалог со централните институции за да се овозможи повторно запишување на студенти да се зголеми нивниот број. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев истакна дека соработката со италијанската амбасада е одлична во делот на образованието. Разговаравме за можноста за постојано присуство на професор по италијански јазик на нашиот универзитет. Од друга страна разговаравме со можноста на заеднички дипломи што ги правиме со некои универзитети во Италија и сега се во процес на акредитација некои од нашите заеднички програми со италијанските универзитети. Од него добивме искрено ветување дека ќе ни помогне во сите активности кои се несуваат на развојот на универзитетот и поврзувањето на универзитетот со италијанските универзитети. Студентите од Филолошкиот факултет денеска беа дел од предавања на универзитетските професори од Италија, кои говореа за италијанската култура, театар и кинематографија. Оризарска река повторно е загадена и со нов помор на рибите. Надлежните се уште без конкретен одговор кој ги загадува реките во Кочанско. Од водостопанската подружница Брегалница во Кочани велат дека добиле информација дека тие треба да земат мостри за анализа од реката. Оризарска река повторно загадена, бело-зелена, дури и сивкаста е бојата на водата што тече во речното корито. Има и помор на риби, што по кој знае кој пат го отвара прашањето кој ги загадува реките во Кочанско. До сега и покрај неколкуте обиди од страна на водостопанската подружница од Кочани, надлежните да излезат на терен и да се пронајде виновникот, тоа не се случи. По кој знае кој пат веќе повторно се јавува загадување на Оризарска река и покрај сите обиди да се пронајде виновникот за тоа се уште не е пронајден. Веројатно станува збор за префрлање на топката едни на други помеѓу Министерството за екологија, инспекторите помеѓу себе префрлат топката односно инспектор за рибарство со инспектор за екологија. И последното испуштање на непознати материи во реката предизвика помор на рибите. Кој треба да земе мостри за анализи, се прашуваат од водостопанство. Сега најнова информација ни кажуваат од инспекторатот за животна средина дека наводно мострите требало ние да ги земаме од загадената вода, што за мене нема логика. И како ќе се одвиват работите од тука натаму, не знам. За непол месец најмалку 5 пати Оризарска река ја менува бојата и покрај реакциите на земјоделците дека со оваа вода ги наводнуваат земјоделските посеви, а не знаат дали е штетна по нивното производство и здравје, до сега од надлежните нема одговор кој ги загадува и дали се земени мостри од Оризарска, Кочанска река и река Осојница. Императивна е потребата дивите депонии низ градот да станат минато, а градежниот шут граѓаните да го одлажуваат на вистинското место кај старата депонија, кај крстот. Подсетуваат од Општинската комунална инспекцијска служба. Во овој период може да се забележи се почесто како граѓаните градат или реновираат објекти, но не сите градежниот шут и отпад го одложуваат на вистинското место на старата депонија. Комуналната Општинска инспекција подсетува шутот и градежниот отпад да заврши таму каде му е местото, во спротивно казните се дури до 12.000 денари. Да упатиме апел до сите граѓани кои што вршат градежни работи. Значи треба да знаат дека градежниот отпад и шут треба да го одлагаат на старата депонија, крстот, кој што е предвиден за таа намена. Доколку истите бидат фатени на лице место, значи да оставаат градежен отпад и шут на јавна површина, пред своите домови, на тротоарите и на самите улици, истите значи може да бидат казнети по Законот за јавна чистота. Казните по Законот за јавна чистота се движат од 50 па до 200 евра во денарска противвредност. Што се однесува за дивите депонии, нив ги има речиси низ сите населби на градот. Везенков апелира. Дивите депонии треба да преминат во минатото, а прекршителите кои на лице место ќе бидат фатени како одложуваат отпадоци на недозволено место и не го почитуваат Законот за јавна чистота, ќе бидат веднаш казнети.
За другите актуелности. Во Штип се одржа 5-та научна конференција Современо воспитување и образование. Универзитетските професори, наставниците и воспитувачите од земјава денес говореа за предизвиците со кои се соочуваат со реформите во образовниот процес, но и што подразбираат под терминот современ наставник. На македонското образование му е потребен современ наставник, но универзитетските професори и наставници кои денеска учествуваа во 5-та научна конференција во Штип забележуваат дека под овој термин не се подразбира само во наставата да се користи компјутер, туку треба наставникот да биде и креативен. Меѓутоа, современото не подразбира само технологија, современото подразбира надминување на стереотипите, интегрираност, инклузивност, почитување на различностите, подчитување и поттикнување на индивидуалниот развој на секој ученик, на секое дете. Тоа подразбира современост. Ако денес предизвик е да научиме јазици, а утре ќе ни биде предизвик да користиме современа технологија, третиот ден не значи дека претходните 2 дена ќе бидат исти. Ксенија Мазаклиева, трајчева од издавачката куќа Просветно дело, кој имаше научен труд за улогата на списанијата во образованието на децата, вели дека токму детските списанија обстојуваат веќе 70 години во македонските училници. Писанијата се чувари на јазикот, на мајчиниот збор, на писателите за деца македонски, па и на самите деца и нивните творби. Идејата на списанијата е да бидат интерактивни, забавни, но пред се едукативни и образовани. Меѓутоа, оваа традиција од 70 години остава завет на сите нас денеска да ја продолжиме се во една функција, да го зачуваме јазикот, да ја зачуваме нашата традиција, нашето творештво. На научната конференција, која веќе 5 години се организира на иницијатива на Комисијата за образование на Советот на Општина Штип, своји научни трудови има универзитетските професори, но и наставници и воспитувачи во образовните институции во земјава со своји истражувања и анализи. Денес се одбележа Меѓународниот ден на СОС линиите за помош и подршка на сите деца во светот. За 6 месеци на СОС телефонот на првата детска амбасада во светот меѓаше регистрирани се 50 пријави за кршење на правата на децата. Во 27 случаи станува збор за кршење на правата во бракоразводна постапка. Во 10 случаи децата се јавуваат како жртви на семејно насилство. Според извештајот на првата детска амбасада, зголемен е бројот на деца на СОС линијата кои бараат совети за надминување на психолошките проблеми. Од меѓаши на Светскиот ден на СОС линијата за заштита на правата на децата потенцираат дека родителите се уште недоволно ги пријавуваат и преземаат мерки за заштита на нивните права. Секој дете има право да биде сослушано и да го искаже своето мислење. Е мотото под кое годинава меѓаши го одбележа Светскиот ден за помош и заштита на правата на сите деца. Пролетни еколошки активности. Јавното предпријатие ИСАР заедно со локалната самоуправа и во периодот што следи ќе продолжат да реализираат активности за формирање на нови зелени површини. Заедничкиот ангажман на локалната самоуправа заедно со јавното предпријатие ИСАР вроди плод за урбано уредување на градот. Никнаа многу зелени површини, еден таков пример е и паркот на фармацијата во населбата Дузлак. Значи, ова е уште еден проект на локалната власт на јавното предпријатие ИСАР, помогнат заедно со граѓаните овде во населба Дузлак. Овој парк го изградија самите граѓани во населбата Дузлак со нивниот ентузијазам, благодарение на градоначалникот на општина Штип, благодарение на вработените во јавното предпријатие. За кратко време се направи паркот на фармацијата. Сите знаеме дека ова беше ливада, дека претходно овде имаше разни свињарници, дека претходно овде имаше разни работи кои што не доликуваа за самата населба во Дузлак. Граѓаните на Дузлакот заслужуваат да имат добри паркови површини. Еве тоа е еден пример само како ова паркова површина сега што има. Бојаджиев нагласи дека и во наредниот период, заедно со локалната самоуправа, јавното предпријатие ИСАР ќе интервенира за оформување на други зелени површини. Исто така ќе се реализираат активности за урбано уредување, поставување на корпи за отпадоци и клупи за одмарање. Од денес со кривична пријава од полицијата е 27 годишен граѓанин од Свети Николе. Се товари дека сторил кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни супстанци.
При сообраќајна контрола на регионалниот пат Скопје Свети Николе во февруари годинава, осомничениот со своето возило бил стопиран од полицијата. По извршениот преглед од страна на полициските службеници кај него, поточно во ракавот од блузонот, како што информираат од секторот за внатрешни работи Штип, биле пронајдени и одземени 2,55 грама хероин и 2,13 грама мешавина од кофеин и парацетамол, кој ги набавил од непознато лице од Скопје за 3000 денари. Во делот за спорт на почеток одбојка. Младинците на УГД студент од Штип се вице шампиони на Македонија во одбојка. Првото место го освои тимот на Струмица, а третото место го освои екипата на Синалко од Крушева. Градот Струмица беше домаќин, а истоимениот клуб беше технички организатор на завршниот Final Four во одбојка за младинци. Во полуфиналните средби поуспешни беа екипата на УГД студент од Штип, која победи во мечот со борец од Велес, а екипата на домакинот Струмица славеше против Синалко од Крушево. Во борба за третото место подобро беше екипата на Синалко, а во финалниот надпревар екипата на Струмица го победи тимот на УГД студент со резултат 30:0 во сетови и ги освои титулата младински шампион на Македонија. Иако вице шампиони, штипските одбојкари може слободно се гордеат со овој успех, кој по известна пауза е остварен под раководството на тренерот Ване Санев. Пред вратите на финалето за шампион на Македонија се и кадетките на УГД студент, кој во првиот меч во Скопје ја победи екипата на Јанта Волеј со резултат 30:0 во сетови. Терминот за реванш средбата во Штип се уште не е утврден, но најверојатно ќе се одржи во овој викенд. Кикбоксерите на Гладијаторот Штип освоија 10 медали на државното првенство што се одржа во Скопје, од кои 7 медали се златни, 2 сребрени и 1 бронзен медал. Кикбоксерите на Гладијаторот Штип во континуитет постигнуваат одлични резултати и се китат со вредни медали. Последната станица на која скокна со своите резултати беше државното првенство што се одржа во Скопје. Под раководство на тренерите Кирил Нацев и Шено Ласанов, членовите на Гладијатор направија вистинска жетва на медали, освојувајќи вкупно 10. Од нив 7 медали беа златни, со кои се закитија Јована Арсова, Славче Арсов, Јован Данилов, Бобан Јосифов, Антонела Стојменовска, Вероника Стојковска и Матеја Николовска. Сребрени медали освоија Никола Нацев и Благојче Стојанов, а бронзен медал освои Акан Адем. Ја следевте информативната емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Пријатно.